Драги пријатели, тука сме собрани сите заедно да дадеме една голема подршка за сегашниот и иден градоначалник на Кичево, за Благоја Деспотовски Ташко. Да дадеме и подршка за советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата и на СДСМ и коалицијата. Да дадеме подршка на Дејан Пандилевски, носител на листата од ВМРО ДПМН, на Ванчо Србаковски, дипломиран економист, втор на листата и председател на општинската организација на СДСМ во Кишево. Да дадеме подршка на Јана Костадиновска, магистра по правни науки, трета на листата, член на општинската организација на СДСМ, на Ленка Коцич Карамфиловска од ВМРО ДПМН, на Александар Расовски од ВМРО ДПМН и на сите останати кои што се дел од заедничката советничка листа на сите политички партии кои заеднички го поддржуваат Благоја Деспотовски. Драги пријатели, вие знаете дека Благоја нема да може да работи доколку ја нема целосната поддршка на советниците од неговата советничка листа. Бидејќи градоначалникот без поддршка на мнозинството советници не може да ги донесе одлуките за да ги изврши сите потребни проекти кои што ги ветил во неговата програма. Но драги пријатели, што имаме за понуда од другата страна? Од неговиот против кандидат Фатмир Дехари. Драги пријатели, најпрви сакам да потенцирам една многу значајна работа. Дека албанците во Кичево секогаш биле почитувани граѓани од страна на македонците, од страна на турците, од страна на ромите, од страна на србите и на сите останати кои живеат во оваа општина. Се живеело во мир, се живеело во едно заедничко дружење, меѓусебно помагање, се живеело како што треба, во една заедница, помагајќи се едни со други. Втората работа што сакам исто така да истакнам е дека државата Албанија е наш почитуван и респектиран сосед со кој имаме многу добри односи и со кој заедно чекориме кон Европската Унија. Но, драги пријатели, не можам а да не ја споменам понудата на Фатмир Дехари. Тој деновиве исто така извади една понуда. Тој најпрви ни се представи со една фотографија со Калашников. И потоа ни се представи со една изјава во која што кажа дека неговиот сон бил од Струга до Куманово, преку Кичево, преку Тетово, Гостива, Скопје, да имаме Албанија, а не Македонија. Драги пријатели, со целосна почет и респект кон албанците во Македонија, во Кичево, во Освомеј, во Зајац, во Вранешница, со кои цврсто верувам дека и во иднина ќе живееме заедно и сложно. Сакам да му порачам вечерва на Фатмир Дехари. Прво, дека со сликите со Калашников нема да заплаши никого. И второ, драги пријатели, ако Фатмир Дехари сака да живее во Албанија, еве му е Албанија. Нека оди, нека си живее, немаме ништо против, негов избор си е тоа каде ќе живее. Тука е и ќе остане Република Македонија. Кичево било и ќе остане Република Македонија. И Струга, и Кичево, и Тетово, и Гостивар, и Вранешница, и Долнени, и Правеница, и Скопје, и Куманово, и сите други општини биле и ќе бидат Република Македонија. Драги пријатели, тој ги повика
и албанците од диаспората, од Америка, од Чикаго, од Њујорк, од Европа, да дојдат и да гласаат овдека во Кичево, да гласаат во кој училиште какви проблеми имаме и каде треба водоводот да се поправи или да не се поправи. Убаво, нека си дојдат луѓето, да си ги видат роднините и пријателите. Ама ние, драги пријатели, овдека во Кичево, нам тоа ќе ни биде доволна порака, дека не смее да ни се повтори излезноста на изборите, на минатите локални избори, или пак на референдумот која беше околу 50%. Кичево овој пат ќе има 100% излезност. Драги пријатели, сакаат со иселени граѓани, етнички албанци од Македонија, од Кичево, од Освомај, од Зајас, иселени пред 10, пред 20, некои пред 30 години, да го земеле Кичево, ќе ги носеле со авиони, со автобуси од Америка, од Европа. Ајде, кичевци, ајде овој пат да покажеме и да излезиме сите до еден, 100%. Да им одговориме чие е Кичево и да го оставиме Кичево на кичевчани. Слушам деновиве од кичевчани дека размислували за тоа да праќаат по пошта пасоши и лични карти, па тука некои со туги лични карти од диаспората да гласаат во име на некои албанци што одамна си иселени. Драги пријатели, сакам да им порачам дека тоа нема да им помине, нека не се обидуваат. Тука не 2, не 4, 16 очи ќе се отвораат на 24 март. Вчера на митинг во Струга стоевме под ист чадор, јас и председателот на СДСМ во Струга. И денеска стоев тука заедно со представниците на СДСМ во Кичево. Вчера стоја до мене и македонците муслимани од Струга и од Струшко, кои сакаат да живеат во иднина во Македонија, а не во Албанија. Ако сака Фијат Сановски да живее во Албанија, еве му е Албанија, нека оди тој во Албанија. Но македонците муслимани во Македонија сакаат да живеат во Македонија. Преку глава ни дојдоа овие притисоци и закани од Дехаревци, од Меджитовци и од сите кои што Македонија ја гледаат како Албанија, ќе ја правеле етнички чиста Албанија или етничка Албанија или како и не нарекоа. Го слушнавме Фатмир Дехари. Тој ни ја испрати неговата порака. Го слушнавме и Меджити од Чаер. Тој го дополни. Тој додаде дека ја гледал војни на Западна Македонија како етничка Албанија, ако не се лажам, така беше неговата изјава. Е па затоа, драги пријатели, затоа на 24 и здрави и болни, и млади и стари, и машко и женско, секое домакинство, секој стан, секоја куќа, сите во домакинството, еден по еден на гласање, да им покажаме дека ова било и ќе остане Македонија, дека Кичево ќе остане на кичевчани и на никој друг. Нема да му дозволиме никого Македонија да ја прави Албанија. Ни на него, Фатмир Дехари, ни на Меджити од Чаир. Ова не е дел од рамковниот договор. Нека не ни продаваат вакви приказки. Ова нема да пројде. Овде има народ, овде има кичевчани, овде има македонци, овде има турци, овде има роми, овде има срби, овде има граѓани кои што ја сакаат оваа држава Македонија и кои што на 24 ќе го покажа тоа. Етничка Албанија во Македонија нема да може ниту сега, ниту било кога во иднина. Не знам како го замислуваат сето тоа. Но знам дека особено во овие краишта со вакво обкружување потребно е
македонците да се прилагодат на условите и на обкружувањето. Ако оние кои сакаат од Кичево, од Струга, од Долнени, од Бравеница, од Скопје, од Тетово, од Гостивар да прават етничка Албанија, како што кажуваат деновиве, и ако тие имаат повеќе деца, по 4, 5 или повеќе, и ако ние сакаме да обстоиме на долг рок во Македонија, а не во нивната замисла да станеме Албанија, ние како семејства, како домакинства, не смееме да останеме со едно или со две деца. Тоа ни е судбината и мораме да одговориме на замислата на овие луѓе за етничка Албанија во Македонија. И Западна Македонија, од Струга, преку Кичево, Тетово, Скопје, Куваново, да им била Албанија. Нема да биде тоа. Ќе одговориме и на тој начин, со многу детни семејства, затоа што такво е обкружувањето и се уште постојат вакви радикални типови, вакви националисти, кои што си прават сонови дека ќе го силуваат Кичево и дека вештачки ќе сменат демографската структура и на тој начин ќе направат етничка Албанија од Западна Македонија. Тоа нема да им биде дозволено на секој начин. Уште еднаш ќе кажам, да се разбереме, немам апсолутно ништо против албанците во Македонија. Најголем дел од нив се честни луѓе, работливи луѓе, многу од нив сиромашни, делиме иста судбина. Работиме заедно и ќе работиме заедно. Но имам против вакви радикали, како што се појави овој Фатмир Дехари. Драги пријатели, сакам да се осврнам и на оние луѓе кои што во минатото не излегувале на гласање и кои што можеби се колебаат или пак не сакаат да излезат на гласање на 24. Знам дека многумина не излегуваат на избори затоа што се разочарани. Некои се разочарани затоа што се невработени, или пак имаат мала плата, или некоја партија не им исполнила одредено ветување или некое очекување. Или се разочарани од некои политичари или воопшто од политиката, или пак си имаат некои своји лични проблеми. Сето тоа можев да го разберам. И сето тоа е и многу човечки и многу хумано. И нема лутење тука. Меѓутоа, на 24. од ова што можевме да го чуеме деновиве и од Дехари и од неговата дружина, на 24. во Кичево, во Струга, во Долнени, во Бравеница, не се гласа за партија, не се гласа за политичари, не се гласа ни за ВМРО, ни за СДСМ, не се гласа за Бранко или за Никола, или за некој друг. На 24. се гласа дали македонците, турците, ромите, србите, бошњаците, власите, останатите, дали во иднина ќе живеат во Албанија, како што сака Фатмир Дехари, или ќе живеат во Република Македонија. Тоа е гласањето на 24. Од друга страна, со испраќањето на оваа порака на 24. не со масовна, со 100% излезност, ќе покажеме една друга важна работа. Со изборот на Благоја Деспотовски и советниците кои ќе застанат зад него од сите партии, Благоја ќе покаже како изгледа градоначалник кој се грижи за сите, кој ќе биде еден за сите, ќе им помага на сите, ќе им помага и на македонците, ама исто толку и на албанците кои живеат тука и на кои ќе им биде градоначалник, и на ромите, и на турците, и на србите, и на сите останати. Со тоа ќе покажеме како е можно да има некој градоначалник од друга етничка заедница, не од нивната, а да се грижи повеќе отколку што нивниот градоначалник во Осломе или во Зајас или во Вранешница можеби се грижел. Тоа ќе го покажеме на следните избори. Затоа е важно да се испрати и таа порака. По овие 4 години и многу албанци можеби кои што сега подлегнале по страстите и соновите на Дехари ќе сватат дека не мора да биде најдобар тој од нивните редови, дека може многу повеќе
да им помогне градоначалник од друга етничка заедница и да имаат подобар квалитет за живот, да имаат повеќе инвеститори и нови работни места во општината и да имаат повеќе спокојство, мир, соживот, соработка, грижа, пријателство. Тоа е нашата цел, тоа е нашата борба. Така е гледаме Македонија во иднина. И јас верувам дека и сите честни албанци кои си ја сакаат оваа земја, кои сакаат мир, просперитет, кои сакаат европска Македонија, а не менување на граници или реализација на радикални соништа, дека и тие ќе го казнат Фатмир Дехари на 24 март оваа година, овој месец. Ако некому од вас или од оние кои не следат преку екраните, не му е јасно што јас зборувам вечер, при што ја не говорам ништо против никого, освен против радикални структури, нека одат во струга, нека најдат некој таму од македонците, од ромите, египтјаните, турците, србите и останатите и нека ги прашаат со какво малтретирање живееа во минатите 8 години, па да сватат што вечерва Никола Груевски збори овдека во Кичево. Тоа е мојата порака до сите оние кои што не им е до крај јасно што зборувам и зошто го зборувам вака. Дозволете во оваа прилика да дадам и јавна подршка на кандидатите за градоначалници во Пласница, на Енвер Сантовски, во Долнини на Боше Милошевски и во Бравеница на Стојан Тодоровски. Да ги поздравиме и да ги охрабриме сите во нивните општини, да ги подржат за доброто на нивните општини. А овдека, во Кичево, драги пријатели, едно да биде јасно. Ние не го браниме Кичево од албанците, туку го браниме од Фатмир Дехари, кој сака да не раскара, да не сврти еден против друг, да се прави од Македонија Албанија, а со албанците сме живееле и ќе живееме заедно и сложно и во иднина. Да сте живи и здрави, да живее Кичево, да живее Македонија, да живеат кичевчани, да славиме на 24 и да продолжиме да градиме и да создаваме на секаде. И во Зајас, и во Освома, и во Кичево, и во Вранешница, ни село Кичево. Да се грижиме, да се помагаме. Да живее Европска Македонија!